Ако војната во Украина ескалира и се пролонгира, последиците ќе бидат огромни не само за Македонија, туку и за цел свет. Загриженоста нагло се зголеми последнава недела по најавите на рускиот претседател Путин за мобилизација на резервистите, распишување на референдуми за отцепување во окупираните региони во Украина, како и заканите на премиерот Медведев за употреба на нуклеарно оружје. Се очекува енормно да се продлабочи и кризата со енергенси, горива и храна. За сега нема информации дека македонската влада има план Б за да се справи со сите овие кризи на долг рок. Од Агенцијата за стокови резерви велат дека количините се оние што се пропишани и нема налог за нивно зголемување. Директорот Абдурахмани не очекува дека ќе дојде до најлошото сценарио, но вели дека постојат договори со соседните земји кои имаа солидна жетва годинава, па недостаток на храна ќе немало. Не дај Боже да дојде до тоа да се користат државните резерви. Тие се користат кога нема доволно количини на пазарот и нема од каде да се набават. Имаме доволно количини да ги пребродиме овие состојби. Треба да се види програмата до крајот на годината. Ние со ребалансот имавме дополнителни средства. Ако згустија, не верувам дека ќе дојде до некоја вонредна ситуација, тогаш е друга постапка. До сега се си тече нормално според програмата. До сега 7-месечната војна во Украина, која се случи веднаш по пандемијата, доведе до најголема неремнотежа во глобални рамки по Втората светска војна. Македонија се соочи со највисока инфлација во последниве 28 години и енормни поскапување на храната, енергенсите и горивата. Евентуалното заострување на војната агресија ги подгрева стравовите дека би можеле повторно да ни се случат недостатоци од одредени производи и нафтени деривати, како на стартот на војната, кои пак предизвикаа паника и редици граѓани во маркетите и на бензинските пумпи. Па не знам, јас мислам че бе пробав таму, имаше гужва. Не сум наполнил горе. Зошто? Зошто има толкава гужва? Па може и да нема плин, не знам од каде да знам. Немам информација, ама ги гледам дека пунат ново. Па викаат, не знам да спомнеме. Па така викаат, кај да знаеме. Па изгледа, да. Дали ќе има, веќе не знаеме. Од владата за сега нема одговор дали финансиски земјава е подготвена доколку војната во Украина се пролонгира. Дали владата може да обезбеди пари за дополнителна помош на граѓаните и стопанството, за субвенции за колку толку да ги држи цените на горивата под контрола, дали ќе ги зголеми резервите на храна, лекови и нафтени деривати, или пак дали има план Б во поглед на снабдувањето со храна и енергенси на подолг рок. Исто така не се знае ако се уште не се обезбедени пари за покривање на годинешниот буџетски дефицит, како и од каде би се финансирале сите овие операции без премногу да се зголеми јавниот долг и да се удри врз животниот стандард на населението. Ако до пред неколку месеци експертите сметаа дека оваа криза е со ограничен рок на траење, сега повеќе никој не очекува стабилизација ниту до првата половина од 2023 година.